Враќање на спортската гордост, максимално искористување на туристичките капацитети на Македонија, максимална искористеност на енергетските капацитети кои ги има државава, реорганизацијата на владата треба да донесе само бенефит за македонските граѓани. Според туристичките работници, Македонија има голем потенцијал во сегментот туризам и тоа може да донесе раст на бруто домашниот производ. Поранешниот директор на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот во Македонија, Љупчо Јаневски, смета дека новото најавено Министерство за култура и туризам ќе треба да иницира законски измени со кои би се подобриле состојбите и комплетна дигитализација на секторот. Идејата ни барањето на туристичката индустрија не само кај нас, тука и во регионот и во Европа е следење на нивните примери, односно подигање на Министерството за култура, а исто со Министерство за туризам, односно култура и туризам како што е во практика во другите останати земји. На тој начин ќе овозможиме многу подобро да архитектураме структурата во туристичката индустрија, да ги зајакнеме destination менеджмент организациите или да влијаеме позитивно на локалниот економски развој, потоа Агенцијата за промоција и поддршка на туризам да се изгради во национална туристичка организација и веќе конечно после долги години барања да имаме туристички инспекции и туристичка полиција. За разлика од сега кога спортот во Македонија може би го допира и своето дно, ситуацијата беше многу поразлична. Македонија во кошарка беше четврта во Европа, во ракомет петта, а фудбалските репрезентативци играа на европско првенство. Во два наврати европски првак беше РК Вардар, ФК Вардар пак испише историја, прв пат пласирајќи се во групна фаза од европско надпреварување. Според поранешниот ракометен репрезентативен голман Борко Ристовски, постои потенцијал повторно да ги има овие успеси со формирање на новото министерство. Спортот ни е на едно ниво кое што е далеку од просекот, а камоли да се надеваме на некакви успеси врвни, дали се работи за репрезентативно или за клупски план. Генерално Македонија и во спортот посебно владее корупција, владее непотизам огромен, така да мислам дека Министерство за спорт ќе биде едно решение кое што ќе донесе помал маневарски простор за сите оние кои што се влезени во спортот за да имаат некој личен бенефит, а од друга страна ќе ги отвори портите на професионализмот, на резултатите. Според познавачите, со тоа што секторот енергетика добива министерство, ќе значи координација на енергетскиот сектор, изголемено домашно производство на струја, со новата реорганизација и Министерството за надворешни работи презема нови надлежности, односно прераснува во Министерство за надворешни работи и за надворешна трговија. МНР во иднина се очекува да одговара за надворешно трговско работење и подобрување на економските односи со странство. Во рацете на идниот шеф на дипломатијата ќе биде и надворешна трговска политика и тој ќе биде овластен да склучува трговски договори.